Почитуван градоначалник, почитувани раководители од општинската администрација, гости од Европската инвестициона банка, драги колеги советници, добро утро. Првим да ви се заблагодарам за вашата флексибилност и разбирање за поместување на советот, ама знаете дека времето е топло, за да бидеме на отворено поубаво е во утринските часови. За денешната седница на советот, 39-та седница, дневниот ред ви е доставен на мејл, а исто така и записникот од 38-та седница. Одиме по записникот од 38-та седница. Го ставам на разгледување. Дали имате некои забелешки? Доколку немате, записникот од 38-та седница го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 16 гласа за, записникот од 38-та седница е усвоен. За денешната 39-та седница на Советот на Општината имаме 21 точка и дневниот ред од 21 точка го ставам на разгледување. Дали имате некои сугестии? Роберт, повели. Имам предлог дневниот ред да се дополни со точка за разрешување на председателот на управен одбор на јавното предпријатие, бидејќи како што и минатиот совет сами рековте дека има прекршување, односно во условите за исполнување. Доколку лицето не ги исполнува условите, барам поthitно да се стави на како точка за разрешување, бидејќи со самиот надоместок и тоа што го добива во понатамошниот тек може да произлезе огромно прекршување на законот, зашто ќе сносат последици, дали ние како совет, дали доколку се прекршени условите, да бидам јасен, бара, како што и сами рековте, да ставиме точка да се разреши председателот на управен одбор. Колега, забелешката е во ред, но и вие сте дел од комисијата за верификација во која јас сум член. Значи на наредниот не бегам од тоа дека нема да разгледуваме или пак ќе бидам неутрална по тој дел. Наредниот совет што ќе го имаме, први ова ќе го разгледаме на комисија, ќе го разрешиме таму председателот на управниот одбор, а во меѓувреме и службите ќе се изготват одлука и истата ќе се оди на совет. Има ли потреба предлогот да го ставам? Да, повели градоначалник. Добро утро на сите. Први на едниот од колегата советник кој што е во домашна изолација, му посакувам пред се добро здравје и скоро оздравување. На сите вас добро здравје и да бидеме што повеќе имуни на целокупната ситуација во оваа пандемија. Само како дополнување на предлогот, да, како што рече председател на совет, нека остане како опција за точка за нареден совет, со тоа да ги задолжиме службите од комунален, значи тоа нека влезе во записник, во меѓувреме да побараат официјално документација од него и истата да биде разгледана и приложена први на комисија и врз основа на таа документација, како лична документација, односно тој представник комисијата да има легитимно право да одлучува и да усвојува заклучоци. Значи тоа ќе биде обврска на службите од комуналец, а вие врз основа на тие документи би завзеле определен став. Благодарам. Така, за наредниот совет првин ќе имаме комисија, а потоа службите ќе изготват одлука со... Јасно, да, тоа е во записник и тоа ќе го пратиме во комуналец. Да. Роберт, има ли потреба да ставаме? Јас мислам дека треба да го ставиме затоа што се мој предлог е да одиме. Па немаме никаква одлука, немаме услови сега да се изготви одлука, значи предлогот е добро, во ред е, ама тоа ќе биде за наредната седница. Затоа што кога сега службите да изготват одлука по која ќе разгледуваме, дополнување се. Предлогот се става на гласање и вие го одбивате, многу јасно. Не ве слушам, малку погласно. Го ставаме на гласање, предлогот се одбива или се прифаќа? Јас тоа те прашав, дали да го ставам? Да, мислам дека ме разбира. Предлогот на Роберт го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 5 за и со 10 против.
И со 11 гласа против, предлогот не е усвоен. Дневниот ред од 21 точка го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 16 гласа за, дневниот ред е усвоен. Одиме по дневниот ред и првата точка од истиот е предлог одлука за усвојување на физибилити студија за ЈПП за јавно осветлување во општина Крива Паланка. Како што знаете, имаме гости од Европската инвестициона банка, односно Здравко Стефановски, кој ќе ни презентира што всушност ќе се направи, каков ќе биде проектот. Па Здравко, јас не би зборувала повеќе. Ако сакате на говорница, хубаво ќе ви биде за да може слободно сами. Да, повелете. Добар ден на сите. Благодарен сум денеска што ни го отстапувате време. Благодарен на градоначалникот, Васко советници, што ќе ме слушате. Значи се работи за проект на Европска инвестицијска банка за развивање на ЕСКО пазарот во Република Македонија. Значи, што е ЕСКО? ЕСКО е Energy Service Company или компанија кои што вршат услуги во енергетскиот сектор. Тој е дефиниран со новиот закон за енергетска ефикасност кој што е усвоен во февруари месец, значи оваа година, и во кој што во 180 дена треба министерот за економија да изготви правилник. Во правилникот ќе бидат дефинирани, се уште не се, значи условите кои што мора да ги исполнат ЕСКО компаниите, сите оние кои што во моментот учествуваат како ЕСКО компании, пазарот е отворен, нема потреба да имаат некоја придавка на фирмата дека е ЕСКО компанија, нити пак по регистарот за дејност треба да се пререгистрираат. Овој проект на Европска инвестицијска банка веќе трае околу година и пол дена, со тоа што имавме 5 пилот општини, тоа беа општината Македонска Каменица, Чешиново, Блешево, Валандово, Василево, се приклучија, значи, и општина Радовиш, се приклучија општина Дојран, Газибаба, Кисела Обада, општина Центар. Вчера бевме на советот на општината на општина Босилово и денеска сме благодарни што времето ни го отстапувате и сме кај вас. Со имплементација започнати се општина Македонска Каменица, општина Василево, општина Чешиново Блешево, Радовиш ќе започне многу наскоро и општина Валандово. Што значи ЕСКО? ЕСКО значи дека компаниите кои што учествуваат како ЕСКО компании, ова е ЕСКО компании кои што заедно со приватниот партнер учествуваат во ЈПП. Меѓутоа не класично ЈПП како што знаете неуспешно. Овој ЕСКО модел на јавно-приватно партнерство се однесува за личното осветлување, банката инсистираше да се спроведе прво за личното осветлување и се спроведува во Република Македонија, а во која целокупната инвестиција, ви повторувам, целокупната инвестиција ја сноси ЕСКО компанијата, а враќањето на инвестицијата према ЕСКО компанијата го спроведува општината и договорниот орган исклучиво и само преку заштедата на енергија. Значи, со законот е дефинирано дека она што се спроведува и го спроведуваат ЕСКО компаниите не потпаѓа под јавен долг на државата, што беше една од најголемите пречки за вклучување на ЕСКО компании и основање на ЕСКО пазарот во Република Македонија. Тоа е едната работа. Значи, во периодов кој што измина, ние направивме договор и темплейт, така да кажам, договор и тендерска документација. Тоа е во големина негде околу 60 страни, од кои што 12 правни субјекта го имаат поминато на своите раце, што се однесува до Европска инвестициона банка, ние како тим и правните лица што се со нас, Министерство за економија, Агенцијата за енергетика и на крајот факултетот за правни науки, во кој што комплетно целокупниот вокабулар и законодавството Република Македонија се усогласени во него.
Тоа значи дека при објавување на тендерската документација и договорот, ЕСКО компанијата е должна да го парафира договорот од едната страна, се со цел дека тој станува непроменлив, освен во деловите кои што е дозволено да се внесат податоци од страна на општината и на ЕСКО компанијата. Денес ќе имате пред вас на седницава физибилити студија, значи и референтна вредност во однос на физибилити студијата. Во процесот на приклучување на вашата општина кон овој проект предходеше подпишување на меморандум за разбирање и waiver letter што го подпиша градоначалникот према Европска инвестициска банка. Со тоа ви се отворија вратите да ја добиете техничката помош и целокупната документација од наша страна. Со тоа е изработена значи feasibility студија и деловите што се од feasibility студијата и техничката спецификација што е произлезена заедно со службите што се кај вас и познавачите на уличното осветлување, значи таа влегува во тендерската документација. Тендерската документација што вие ја објавувате иде преку електронскиот систем за јавни набавки како прв и втор, оние што ќе поминат преку електронскиот систем за јавни набавки поминува низ системот за концесии во Министерство за економија и сега ќе ви кажеме на работа, значи во системот за концесии што е во Министерство за економија за прв пат во Република Македонија спроведуваме позитивна електронска аукција. Ја повторувам, позитивна. Тоа што значи? Значи дека во целокупната документација имаме два огромни критериуми. Првиот е 15 бода, се доделува на ЕСКО компанијата која што има највисок квалитет на светилките и најголем животен век. Вториот, 85 бода, значи се доделува на таа ЕСКО компанија која што ќе даде најголема нето финансиска добивка за општината. Значи, повторувам, најголема нето финансиска добивка за општината. Што значи тоа? Тоа значи дека до сегашните тендери и тоа што е објавуване, животниот, односно периодот на враќање на инвестицијата беше од 6 до 8 години на уличното осветлување. Ние имаме зацртано животен век на светилките до 12 години. Нема во тендерската документација понуда од страна на ЕСКО компаниите која што не дава животен век на светилките под 100.000 работни сата. Во последната тендерска документација во Радовиш беа понудени 125.000 работни сати. Што значи во превод тоа? Значи 4.200 работни сати е потрошувачката на годишно ниво. За 10 години добивате 42.000 значи работни сата, за 20 години значи имате безпрекорно осветлување. Што значи тоа? Значи имаме страшно големи критериуми предвидено во однос на квалитетот на осветлувањето и разните типови на улици кои што ги поседуваат општините. Тоа е истото случај кај вас. Имаме LDT фајлови кои што се малце познавачи, меѓутоа е само да ви информирам. Значи има фајлови кои што во електронски облик мора да бидат доставени, запечатени и подпишани од страна на ЕСКО компанијата која е понудувач и истите при имплементација мора да соодветствуваат со тие што се доставени во електронскиот облик. Доколку не соодветствуваат, општината нема никакви обврски за плаќање према ЕСКО компанија. Доколку заштедите на енергија не се остварени, имаме посебен процес на мерење и верификација на заштедите на енергија. Доколку заштедите на енергија не се направени и не се во тој износ во кој што се пропишани и во кој што се понудени, вие како договорен орган немате никаква обврска за плаќање на своите обврски према ЕСКО компанија. ЕСКО компанијата го сноси за време трајање на договорот целокупното одржување на јавното осветлување. Значи, вие воопшто тоа не ви е работа. Тоа значи дека договорниот орган, доколку на некој локалитет има една, две, три прегорени сијалици, да кажем, од уличното осветлување, го ја известува ЕСКО компанијата во рок од 7 дена мора да ги отстрани.
дефектите што се на лице места, доколку не ги остави, значи ЕСКО компанијата нема да го добие следниот ануитет што е потребен општината да го исплати према него. Се до моментот додека не ги заврши своите обврски. Значи сме направиле една лавина на критериуми кои што мора ЕСКО компанијата да ги исполни, а особено во однос на ЛДТ фајловите и квалитетот на исполнување. После завршување на работите, ЕСКО компанијата заедно со општината кои што си имаат двостранен надзорен орган, се спроведува процесот на мерење и верификација на заштедите на енергија, кој е посебен протокол и за кој што се потврдуваат заштедите и тогаш се утврдува и ануитетот кој што општината го плаќа према ЕСКО компанијата. Во подобивањето на тендерската документација и објавата што ќе ја спроведете преку електронскиот систем за јавни набавки, системот за концесија, таа компанија која што ќе победи, односно компаниите понудувачи должни се на општината, договорниот орган, да му достават мостри за секој тип на светилка по тип на улица. Истите договорниот орган ги враќа до ЕСКО компаниите кои што на надпреварот ја изгубиле работата, а со таа ЕСКО компанија која што треба да го склучи договорот, а пред потпишување на договорот, општината е должна да ги достави во факултетот за електротехнички науки, кај што е единствена сертифицирана лабораторија за тестирање на светлотехничките карактеристики. Доколку ги задоволува, тогаш договорниот орган го потпишува, односно вие го потпишувате договорот со ЕСКО компанијата, доколку не он отпаѓа и се зима второстепениот. До сега не се случило. Значи, од причини што се јавуваат многу јаки ЕСКО компании, фирми кои што од својот джеб треба да извадат 1 милион, 2 милиона евра да инвестираат и периодот на враќање на инвестицијата да биде од 6 до 8 години, како што сега се случи. Меѓу другото е известен дека беа тоа на 3 тендери победи Македонски Телеком, односно Deutsche Telekom. Знаете и сами дека позади себе имаат лавина од правни лица, економисти и правни субјекти кои што во целост договорите и тендерските документации ги имаат пречиштани. Значи се јавуваат фирми од Словенија, Хрватска, позад себе имаат огромни финансиски капацитети и можности, исто така и така да кажам корпорации кои што се јавуваат, а кои што се меѓу првите 5 топ производители на светот. Ниједна ЕСКО компанија не доаѓа и нема да сервисира нешто, затоа што знае дека доколку сервисниот дел е поголем од продажниот, знае само дека ќе пропадне. Значи, направени се сите критериуми за договорниот орган да биде заштитен, а се со цел, значи, да не биде оптеретен, тие средства кои што ги поседува општината може да ги насочи кон други проекти, а преку заштедата и она што до сега го имате како потрошувачка на енергија да биде смален. Колегата мој Бранислав што е тука, малку ќе каже во однос на делот на физибилити студијата, меѓутоа што усвојувате? Усвојувате 3 работи. Значи прво дека се приклучувате кон проектот на Европска инвестициска банка, кој што е мониториран од неа, заедно со Министерството за економија и Агенцијата за енергетика, значи во целост. Втора работа е дека овој договор и оваа тендерска документација за сите општини е иста. Значи нема импровизации нити од страна на општината, нити од страна на договорниот, односно на ЕСКО компанијата. Можете слободно ги симнете сите документи, можете со сите што ви се колеги што ги имате од другите општини да поразговарате, значи не постои разнообразност во документација. Исто така сме го заштитили и ЕСКО компанијата. Значи, доколку договорниот орган од било кој причини општината биде блокирана, во тој случај ануитетот што треба да се плаќа на месечно ниво према ЕСКО компанијата го превзема операторот, мрежниот оператор кој што ја врши снабдувањето на електрична енергија самата општина. По повеќето општини тоа знаете дека е ЕБАНа, меѓутоа во другиот дел апсолутно кај што има сега, знаете дека и пазар на електрична енергија,
или по-народски да се изразам, значи се прави цесија со тоа што средствата поминуваат према ЕСКО компанијата се до момент додека не се отплатира значи општината. Тоа сме го направиле се со цел значи да не дојдеме до состојба да ЕСКО компанијата не ја изврши услугата према општината и општината да остане без улично осветлување. Имаме уште една голема работа што сакам да ве предупредам. Значи ЕСКО компаниите кои што влегуваат не идуваат на една шареноликост. Тоа што значи? Тоа не значи дека се наидува на кражба на електрична енергија. Имаме три начини на решавање на кражбата на електрична енергија. Првата е прво се на таа делница, на таа линија и така натаму кај што е воочено дека има кражба на електрична енергија, значи на мирен пат се известува тој што има спроведено кражба на електрична енергија да се повлече од системот во најкратко можен рок. Вториот се поставува автоматика, која што штом дојде до потрошувачка на електрична енергија поголема од инсталираната моќност, се исклучува целата таа линија на уличното осветлување заедно со неговата нормално што год да е куќа, двор, кафана или така натаму. Така да вие како граѓани веруваме дека нема да дозволите да останете без улично осветлување и притисокот од страна на граѓаните би требало да го натера да се добронамерно откачи, така да кажем, или исклучи од мрежата. И третиот начин е се нормално оној судскиот, се известува полиција, се известува ЕВН или операторот мрежниот и со тоа се санкционира, бидејќи тоа е кражба, како што ви кажав, на електрична енергија. Значи, уште една работа што имаме направена, значи денеска треба да усвоите feasibility студија, врз основа на кој што е направена анализа на вашето улично осветлување, на кој што се прикажана замената на уличното осветлување и за штедите кои што се очекуваат. Во неја има и вредност која што треба да усвоите, е референтна вредност за потрошувачката. Зошто го зборам ова? Сите општини во Република Македонија, а и вие, имаат субстандардно осветлување. Имаме општини кои што имаат домашни, обични CFL сијалици штедливи ставени и бандерата ја осветлуваат, некои во 10 часот исклучуваат навечер до 5 саба или викат штедиме. Значи се со цел им да уличното осветлување се сведе на стандарди кои што се секаде во Европа. Сакале или не келе, денеска не, утре не, по година дена, морате да се сведете на истото проблема. Од тие причини, значи во feasibility студијата се ставени сите минимални технички карактеристики што мора да бидат задоволени, почнувајќи од боја на светлина, од луксажа, агол, уор, онечитување, односно дисипација према атмосферата и животната средина. Значи сите стандарди внатре се вкаени, се со цел да биде како што треба. Референтната вредност што треба да ја усвоите е вредност направена за стандардно улично осветлување и истата е основа за пресметка на заштедите на енергија. Бидејќи со таа референтна вредност се утврдува колкава ќе биде заштедата на електрична енергија. Ви повторувам уште еднаш, значи целокупното одржување и финансиската импликација подлежи на ЕСКО компанијата. За разликата што ќе се оствари како заштеда на енергија, најчесто ЕСКО компанијата и дава на општината дел веднаш да осети преку заштедата на енергија. Победува онаа ЕСКО компанија која што има три компоненти. Дава најголема нето финансиска добивка за општината, да ви повторувам уште еднаш, најкраток временски период на враќање на инвестицијата и најголеми заштеди. После шестата или седмата година, зависи од времето на враќање на инвестицијата, целокупната опрема и заштеди остануваат ваши. Тоа значи дека во наредните 20 години вие сте мирни. Значи, ние во feasibility студиите имаме и во она што е предвидено и дел за одржување на уличното осветлување, кој што ставки со оваа промена 100-125.000 работни сата е минорна во однос на одржувањето и трошоците кои што сега ги имате за електричното осветлување
а во исто време, значи, настојуваме да овие големи компании, а самите и они настојуваат да со најдобрите светелки излезат према вас. Во моментов, оно што е понудено и што се реализира во Македонија, ви кажувам најискрено, можете слободно да си прашате, значи се 5 топ бренд фирми во светот по производство на улични светелки. Со себе уличното осветлување се носи и некоја си, така да кажам, автоматика, претежно тоа е димирање, односно од 1 часот навечер он се симнува за 50% до 5 часот наутро и потоа повторно се вклучува до одредено ниво пред да се исклучи, значи намалување на нивото на осветлување. Во некои општини спроведуваме и паметно осветлување, значи тоа е Македонска каменица, општина Центар исто, Свети Николе беше исто така заинтересирано, меѓутоа веќе во сосема друга насока. Со себе оваа промена на улично осветлување повлече и некои други работи кои што ние апсолутно не бевме свесни за сето тоа. Значи покрај паметното осветлување, па некои од општините значи имаат и монитори во кои што се мера и загаденоста покажува во зимскиот период за ПМ честичките. Меѓутоа се јавија и некои работи што вас сигурно ви се познати затоа што наоѓате близко до бугарската граница. Прво не расте лице, прв град кој ќе поминете од друга држава овде, туку и во Бугарија ќе наидете на еден уред кој што се вика преброителен, така го да кажам, пункт, кој што сите мислат дека е камера, а ги имате одма после полицијата во Кюстендил. Тоа е уред кој што мери број на возила кои што поминуваат на магистралните патишта. Бројот на регистрирани возила на магистралните патишта ви отвара врати за утре за повлекување на грантови и други средства што се однесува за инфраструктура. Некои дури градоначалници побараа на одредени локалитети да бидат поставени сигурностни камери, кои што од наша страна не можеше да биде направено, меѓутоа заедно со општината со МВР го спроведување. Некои отидоа и до таму да бара детекција на дали е домашно или странско возилото по однос на регистрација. Ќе ви кажам и кој. Општина Гевгелија бара да биде регистрирано возилото дека е, не го интересираше градоначалникот, значи таблицата, туку само дали е домашен или странско возило по таблицата, го детектира дека е странско, паркингот го наплаќа двојно повеќе од македонските граѓани. Значи, овој проект отвори со себе уште некои други елементи кои што апсолутно не бевме ни ние свесни за сето тоа. Значи, вашето приклучување како општина кон сето ова ја одразува прво и вашата свест, меѓутоа сакам да ви кажам уште еднаш дека не се наоѓате, не сте сами во сето ова, дека ова мониторирани од Европската банка и од Министерството за економија и Агенцијата за енергетика. За основните работи, за основните бројки, за колкава е за штедата проценета кај вас, за референтната вредност, ќе повикам би го замолил Бранислав Маца да ви објасни, а за сите прашања што ги имате, значи како и за сите совети што сме ги поминале до сега во овие општини што ги набрев, слободно, без никаков проблем да прашате, макар и тривијално да ги прашате. Ќе бидам многу краток. Само поминам како се вели студијата и бројките од се вели студијата. Иначе, реално кога ги гледав сите податоци, вашата општина беше еден пример баш за општина на која треба да се изврши ваков проект. Имате доста светилки, тоа се 1355, барем колку што добивме податоци за истите. Потрошувачката на електрична енергија е доста висока, што значи дека прилично го одржувате осветлувањето, за разлика од други општини кај што следуваше дека гасат делови од светло, менуваат со еко светилки за домашна употреба и така натаму. Кај вас е тоа многу приближно со срачунатата вредност, така да од прилика потрошувачката и самата вредност на заштедите се поклопува скоро во реално, скоро
во реал воден, така да по некоја пресметка со сите вметнати елементи внатре, повратна инвестиција се добива од 7,2 години, што е доста добра и таа е максималната вредност која се зема во студијата. Секако дека ЕСКО компанијата мора да понуди под таа вредност, така да повратот на инвестицијата ќе биде многу пократок. За 10 милиони 900 проценти 82. Значи 82% имате заштеда на енергија со промена на постоечкото осветлување, во кој што финансиското оптеретување и одржување го носи ЕСКО компанијата. После 7,2 години, кога што овде е пресметано, значи ЕСКО компанијата која ќе излезе целокупната заштита на енергија и опремата која што е инсталирана останува ваше трајно власнишко. Мислам дека не ви задржувал со технички детали, дека имате какви типови на патишта и така натаму. Значи се е напишено во студијата и може да се погледа. Битно беше времето на поврат, најбитното, и дека колкава е голема заштедата, барем во вашиот случај овде. Така да јас би завршил тука. Имате ли прашање? Да, слободно прашувајте, оти искрено имаме доста. Тања Повели. Благодарам, почитуван председавач, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, општинска администрација и гости, добро утро. Јас најпрво би сакала да му посакам брзо оздравување на колегата советник и на останатите болни од COVID-19 и искрено се надевам и сакам наредниот совет да бидеме сите во комплетен број. Имам едно прашање во врска со ова. Поточно имав неколку прашања, меѓутоа во тек на вашето излагање голем дел од нив веќе ми дадовте одговори. Не спомнавте за тоа што би се случувало со можноста за проширување на мрежата. Затоа што вие спомнавте некој период од 7,2 години, нашата мрежа не е комплет завршена и би ме интересирало дали ќе имаме можност во тој период ние да ја прошируваме мрежата, дали ќе биде опфатена со оваа студија и нешто повеќе околу тоа. Благодарам. Значи, реконструктивните елементи кои што ги има општината, меѓу кои, значи продолжување на мрежата на осветлување, зависи од вас. Во која насока? Значи, вас ви е дадено правото со ЕСКО компанијата да се договорите за, бидејќи не се прави заштеда на енергија на нешто што е ново. Значи мора да имате некоја постоечка потрошувачка за да направите некоја нова за таа делта разлика што е да ја остварите. Доколку имате, не е тоа само кај вас и во другите општини, значи реконструктивни елементи што се односи до каблирање, поставување на нови бандери, тоа е должност значи на општината. Меѓутоа, за да немате шаренио на типот на осветлување и светилките, значи ЕСКО компанијата може да додаде уште 50-100 светилки. Меѓутоа, ќе се намали процентот на заштеда на енергија, бидејќи за таа инвестиција и време траење. Меѓутоа, тоа е исклучиво доколку вие како општина, значи се сложувате да се намали процентот на заштеда на енергија и процентот од 7,2 години да стане 8 години. И така го склучувате договорот. Меѓутоа, во тендерската документација ние настојуваме и она што ќе го објавите, значи да си го предвидите уште 40 или 50 светилки сега. Не можам да кажам, значи пошто стварно не знам какви ви се размислувањата за идните потреби на општината. ЕСКО компанијата тоа ќе го земе во предвид без никаков проблем. Исто така инвентарот кој што е во сите општини, значи пописот на светилки не е, како да кажам, идеален. Значи секаде постои девијација. Значи за таа девијација во Македонска каменица Чешиново Блешево, значи договорниот орган може да направи анекс на тој договор, но максимум до 20% од вкупната инвестиција. Не разбирате, така? Уште една работа што заборав да ви кажам, кога ви кажав дека секоја компанија може да биде ЕСКО компанија и да учествува на тендерската документација што ќе објавите, ние дефиниравме да фирмите кои што ќе се јават, односно посочивме на општината, да обртот кој што ќе го има ЕСКО компанија во последните 3 години да не биде помал од вкупната инвестиција што треба да биде према општината
ние посочуваме едни минимални критериуми кои што треба да бидат исполнети, да има еден електроинженер, двајца електричари, возило, безбедносно возило и така натаму. Значи таа ЕСКО компанија што ќе надава, значи она не мора да ги има возилата во сопственост, може да биде има договор со друга фирма, меѓутоа да бидат на располагање за време траење на процесот на имплементација. Иначе процесот на имплементација во сите општини беше прво на 12 месеци, го смалите на 8 месеци. Иначе од моментот на објавата, че имавме такви прашања по приличен број од советниците во општина Босилово, значи од почетокот на објавата до моментот на започнување на почеток на работите негде изминуваат 3 месеци, доколку има некои девијации 4 месеци. Имате некој друго прашање? Да, Роберт повеле. Повеле? Внимателно да слушам, значи се согласно може и ова се позитивно во општината, но малку во врска со поставката. Ние добиваме сега, имаме само, да не кажам, штура точка, и од дека сме поставени можеби и намерно како ученици. Ова се согласувам, но ова можеше да биде организирано пред советот некој термин, за да добро добиеме, да го добиеме студијата, да го разгледаме, за да можеме да вратиме ни повратно да ветираме. Ние сега сме ставени во мат позиција. Значи, точно е, разговарате, ние не знаеме што. И бидејќи ве слушам внимателно, рековте дека се усогласување со Европскиот закон за енергетика, Министерството за економија во февруари добило насоки од енергетската комисија од комисијата за енергетика, која има 6 месеци рок да воспостави правила. Погрешно сте ме разбрали. Значи, во февруари месец е усвоен новиот закон за енергетска ефикасност. И Министерството Тоа е 6 месеци има правилник да го регулира. Нема право. Тоа е надлежност значи на Министерството за економија. Значи правилник треба во 180 дена да изгоди министерот за Значи не се поминати 180 дена, сакам да кажам, значи не е официјално завршен правилникот и Значи, едно само пред да се да искажам па ќе ми одговорите на едно. Во текот на излагањето неколку пати кажавте ние како компанија. Дали грешно се изразуват ние како компанија во Ние спорот како се Европска снима? инвестициска банка, тоа е компанија исто. Добро, да се само прашувам за ние како компанија, дали си го Ние не сте настапуваме како физички Да, лица. затоа прашувам. Сам Дали сте представник од некоја компанија, затоа што ја не од компанија, од Европска инвестициска банка. Доколку ни беше порано кажано, немаше да поставам вакви прашања. Бидејќи логично е, ние се ставиме на одеднашка, добиваме нешто што треба да се објави тендер и се објави наредните 10, 20, 30 години општината. Затоа како совет коректно е се тоа да беше организирано неколку дена пред ова, за да го добиеме физибилити студијата, за да имаме можност да се консултираме со сите лица и коректно е, што јас се согласувам со целото ова, дека треба компанија да го преземе, да се потпише договор што ме во позитивно, значи вие сте компетентни и потполно се согласувам со тоа. Не се согласувам со поставката на која дојде до ова, пак ќе кажам, значи директно на совет добиваме студија и гласаме за нешто што ништо не ни е познато никако. Значи, мораше неколку дена пред ова да бидем пратени јас да ги знаеме овие податоци, ова сега што ни го кажавте да не биде на совет. Другото со се согласувам. Ќе беше многу покоректно и спрема нас, а и спрема граѓаните на Била Паланка, затоа што тука и кај нас има електроинженери, има фирми тука за да добијат и они јасна представа за што се работи. Тоа само сакам да кажам. Видете ви кажам. Значи, како што сега влегувам тука и разговарам со вас пред градоначалникот и советот на општините, вие не сте должни денеска да донесете одлуката. Вие можете да донесете на наредната седмица на советот на општините. Значи, мое е да ви кажам што бенефити имате и што е спроведено. Значи, јас ви убедувам дека физибилити студијата и да погледнете, па нема ништо да видите. Значи, одседнале стручни луѓе и ја гледале и усогласиле и ја донеле до степен кој што сметаат дека е во ред и транспарентен. Значи, јас не викам дека не треба да видите. Вие погледнете си ја повторно. Во неја не можете освен бројки ништо да најдете друго. Значи немаме добиен, ние немаме никакви документи добиени. Значи, како општина сте контактирани најмалку година и пол дена на нас. Значи, од почетокот на проектот сите општини во Република Македонија се известени за проектот. Значи, кој може од медиуми дознал, кој од едно, кој од друго, кој од трето. Меѓутоа, значи, вие повторно погледнете си ја
одзовта нејзе. Кажете си ги забелешките. Повторно ви кажам, вие не морате на оваа седница да согласите за приклучување кон проектот и спроведување на јавно публично осветлување по ЕСКО принцип. Тоа е на вас. Моje е само да ви образложам каков е проектот, кои бенефити ги имате и што добивате. Друго некој прашање? Марија, повели само би сакала да му одговорам на колегата советник. Значи, извинувам, не реков и на почетокот за вашата флексибилност за да го смениме времето, тајмингот за држање на совет. Комисијата требаше да се состане во 11 часов и таму да биде објаснето. Но не е никаков проблем вие како проект, како Feasibility студија да ја добиете секој да ја има од вас. Најубаво беше вака изворно да слушнеме од нивното излагање, значи на стручњаци. Ние само и бројки да гледавме, убаво е вака да слушнеме, да видиме. Повели Мари. Почитувам председател, почитувам началник, почитувам колеги советници и останати гости добар ден. Најпрво сакам да му посакам брзо и лесно закрепување на мојот колега советник Игор Тодоровски. Воедно може би не е местото, но пред да ја почнам прашањето за точката, сакам да упатам еден апел како вас дел од политичка партија што ги представувате, односно од СДСМ, колку што е можно во ова време, да се воздржите од и да на некој начин допринесете да не се стигматизираат и јавно етикетираат и објавуваат во некои портали што се под покровителство на СДС болните од COVID-19. Пред се, тоа е епидемија, пандемија односно во светот, без разлика колку и да се штитиме, значи може сите да не нападне без разлика од која политичка партија се. Такви дневни политички мали поенчиња не се ни потребни на никого. Сите сме луѓе, сите носиме семејство позади нас, така да мислам дека добро ме разбравте што сакам да кажам. И да не сте дел од тоа, можете најмалце што може да го осудите и да се повикате, да се оградите од тоа и да го повикате тоа дека е стварно неморален чин од еден било каков портал. Да е. Со било каков рейтинг. Во однос на точката, сакав во излагањето ви благодарам за убавото излагање. Не се согласувам во однос на тоа од општинската администрација, не од вас, затоа што можевме да ја имаме Feasibility студијата на увид заедно со материјалите. Може би ние не сме компетентни, но може има покомпетентни од самите излагачи да ја представиме Feasibility студијата, така да видиме нешто за да може подетално да сега дискутираме. Ние сега ќе дискутираме само врз основа на објаснувањето од 15 минути. Што можевме да слушнеме, што не можевме да го слушнеме и што не можевме да го разбереме. Значи, пак еден забелешка до општинската администрација или забелешка до организаторите на целиот совет. Feasibility студијата требаше да биде достапна во самите материјали, а не само една штура гола одлука. Само за гласање и тоа е тоа. Значи, каде е транспарентноста тука? Не ве разбирам. Сакам да прашам и друго нешто, еве кога веќе сме подготвени за Feasibility студија, дали има општинската администрација увид колку досега се грижат, колку вработени се, значи број на вработени што се грижат за јавното осветлување во Крива Паланка, дали тие и што ќе биде со нив? Значи согласно систематизацијата како работни задачи, тоа не е нивна работна задача. Што ќе биде со нив? Тоа ми е прашањето. Било кој може да ме одговори. Градоначалник. Да. Да. Добар ден, уште еднаш ќе се заблагодарам за деталното соопфатно и сопствено излагање на луѓето кои што навистина се експерти во она што работат и тука на почеток да сакам да тргнам она дилема дека еве имаме нешто за кое што или за кое што стојат луѓе кои што не се познаваат својата работа. Од друга страна, се тоа што го правиме е тренд кој што се случува во развиените европски држави, а Крива Паланка, како што рече Здравко,
е една меѓу првите 10 општини кои што ќе влезе во една ваква постапка, односно веќе е влезена затоа што вие, ако се сеќавате уште минатата година, изгласавте одлука со која ние почнавме да изработуваме студија за јавно-приватно партнерство за јавното осветлување во општината. Така да оваа постапка која што траеше полувременски период и денеска сме тука со еден документ во кој што навистина документот беше замислено да имаме и презентација на LCD проектор за да се видат некакви бројки, но сепак тоа се стручни информации податоци за кои што не знам, можеби еден од советниците кои што или двајца работеле или имале некакви допирни точки во нивната претходна работа во Евана, ќе имаат некакво познание или чувство за тоа што се тие бројки, каква е таа состојба или што е она што е прикажано, а од друга страна сепак во студија документ останува јавно достапен на сите вас како советници и на целокупната јавност. Тоа не е никаква тајна и сепак тоа е сублимат на информации и податоци кои што се пред се параметри, математички и физички показатели со кои што во моментот манипулира фирмата која што беше вклучена во постапката за изработка на оваа студија. Да, прашањето со кое што го постави советничката е сосем на место и ние секоја година како општина, преку програмата за јавно осветлување, а со усвојувањето на буџетот тоа го носиме постапка и секоја година општината распишува јавна набавка за фирма која што се јавува и го одржува, односно го надградува, проширува уличното осветлување. Еден од долгорочните планови за развој на општина Кривја кој што беше донесен со усвојувањето на буџетот пред 2 години, ако се сеќавате, беше планот за долгорочен развој на општина Кривја и тоа токму во оваа област, во делот на уличното осветлување, и ова што денеска го правиме не е ниту избрзан потек, туку е систематски потек кој што некој размислувал години претходно за да дојдеме во една ваква ситуација на фаза на имплементација и реализација. Во моментот, она што беше конкретно прашањето, од општина Кривја е вклучен еден представник, Антонио Давидковски, ќе кажам си со презиме, ама Антонио Давидковски е електроинженер кој што, верувајте, она што го работи со 20 представници од јавното комунално предпријатие на одржување, поставување, монтажа и демонтажа на улично осветлување, искрено јас и пред неколку дена кога имавме некаква интерна средба или состанок по односно точка, му реков дека него како електроинженер, како личност која што многу добро ја познава проблематиката на пишување и имплементација на проекти од ИПА фондовите и сите останати фондови кои што следат, ако што треба да ги искористиме, го гледам на друга позиција. Значи, еден електроинженер да оди да менува светолки по улица, за мене е во најголема рака понижување. Така да бидете спокојни дека никој од тие луѓе кои што во моментот се ангажирани, дали конкретно тој, неки други луѓе кои што работат на тоа, а од Здравко многу добро беше анализирано дека фирмите кои што ќе склучат договор за евентуално одржување на таа мрежа во наредниот период пак ќе бидат луѓе од локален карактер и пак имаат некаков интернет договор и тоа ќе го прават пак наши локалци, дека никој од тие луѓе кои што се во моментот, а можеби како работна рака ангажирани на оваа проблематика нема да бидат оставени без работа и ќе имаат свој ангажман, можеби не конкретно тоа што работат сега, ама ќе бидат многу пополезни и корисни и во рамки на општината, но и во рамки на јавното комунално предпријатие комуналец кој што сега во моментот користиме како ресурс 20 представници кои што се водени на токму оваа проблематика. Така тука не гледам дека има некаков проблем, турбуленција или поместување по однос на тие работни позиции. Благодарам. Благодарам, градоначелник. Повели Рангелов. Врска со оваа точка, значи, секоја чест за нашите гости, дало убаво образложување и расфрлија многу информации за кои што може и ние не сме компетентни слушни да нешто видиме од целата ситуација, но од ваша страна, значи, како општината и од страна на службите, ме доведувате во една ситуација за една убава работа, да ја подискутираме, да прашаме нешто што не е јасно, да не знаеме што да правиме.
И сега ние значи имаме само, како што кажа и моите колеги, една одлука која што треба да донесеме без никаков материјал. Значи не е коректно и не е добро вака да се работи. Убаво е да ни дадете значи, материјал, да го разгледаме, па што ни е јасно луѓето ќе ги прашаме, тие си експерти, си имаат изработено, тука се за да ни појаснат работи, значи да ни појаснат оно што не ни е јасно. А на нас ништо не ни е јасно, само имаме голова одлука. Према сите колеги советници е коректно да има материјал, да се прочита, да се разгледа, да се консултира со стручни лица, значи, кои може да ни објаснат и на крајот луѓето да ни дообјаснат. Ние нема зашто да дискутираме и што да ги прашаме кога имаме милиони информации во рок од 20 минути. Не вериме дека е нешто лошо, сега треба да гласаме против или воздржан. Значи без никаков материјал, зашто да гласаме за? Да донесеме одлука за нешто што воопшто го немаме видено. А секоја чест за гостите и се гледа дека ќе биде нешто убава работа, организирано, во интерес на општината, ама вака не е коректно. Благодарам. Повели Велинче. Почитувам председавач, почитувам начални колеги советници, останати гости и добро утро. Од се срце му пожелувам на колегата брзо здравување. Почитувани колеги, излагачот господин Зоран, сите го слушнат. За нова треба да дискутираме и да дебатираме. Оваков проект со 80% заштита месечна електрична енергија. За 7 години инвестиција таква достигна општината. Советот е мелив, началникот одменива капиталниот проект останува на општината. Убаво кажа, за 7 дена и доколку остане дефект, за 7 дена е должен да ја смени светилката. Што ние физибили студии во стручност има да влегуваме? Нас ни е најмногу битно, општината не дава пари, имаме долно осветлување, зашто да? 80% од средствата што општината не инвестира ништо. Не знам што има дилема овдека да не гласаме. И јас пожелувам што побрзо да почне проектот да со реализација. Благодарам. Рангелов, реплика ли? Се извинувам, само дали сме ние се уште потребни, бидејќи би заминале, ако имате некоја прашање. Да. А имате ли прашања, ќе продолжиме, имате ли прашања до гостите? Ајде, повели, доктор. Hvala lepi, poštovani kolegi. Jaz vнимателно слушам изложението на представниците на нашите денешни гости. Сакам да прашам или да ми биде појаснено две работи, што ги слушнав, некоја не се ми појасни. Рековме дека отприлика за 7 ова нешто години, 7,2 години, инвестицијата станала во собственост на општина Крива Пала. Во тој период одоските за одржување, како што рековте, се една компанија. Што потоа? Дали откако ќе помине инвестицијата во собственост на општината? Откако ќе помине така, ние сме преземате од врските, меѓутоа врз основа на понудениот животен век на светилите и врз основа на она што математички, да кажем, во прогресија во односа на истите, ние не очекуваме, значи, 15 години да има некаков проблем. Имаме точно во документот изразен процент на искористеност на светилките од вкупниот животен век. Друга една голема работа што имаме направено е гаранциите од производителот на светилките за цело време на времетрајање на договорот се пренесуваат на ЕСО компанија. Значи ние во сите досегашни искуства кои што ги имаат во Хрватска, Австрија, Словенија и така натаму, не се движел во периодот после излегувањето на ЕСКО компанија, односно при предавањето на целокупната опрема према договорниот орган од 1 до 1,5% за целиот животен век, кој што изнесува овде 100.000 и 120.000 што поминува во Радовишко.
Благодарам на разумењето и уште нешто рековме дека нели Доктора, погласно, не се слуша. рековме дека установена заштева до 80% моментална шумачка на електрична енергија. И како што разбрав, значи практично трошоците значи на општината за тие ануитети што треба да се исплатат кон ЕСКО компанијата, не би требало да ги надминат Не. ЕСКО компанијата може да каже 20% или 30% јас вам сега на општината, со 50% ја ануитетот преку заштева. Значи во преку заштева. Да појаснам само, се извинувам. 80% е максималната граница која ЕСКО-то ја взе. Во зато тоа позитивно надавање колку остануваат на општината и колку тие 80% самата ЕСКО компанија дава на општината. И со тоа надаваат. Значи од тие 80% зашто ги испоруваме? Самата компанија вика, јас оставам на општината своја плюс. дел за да ви го даде вас. И за тоа е нето финансиска добивка за општината. Значи таа е вие и јас како ЕСКО компанија, се извинувам само. Вие и јас како ЕСКО компанија, кога ќе дојдеме на нивото, значи на надавање, значи мораме да уштрбиме од нешто од нас за да дадеме на општината повеќе. Така е. Значи за тоа ви напоменав дека прв пат во Македонија се спроведува позитивна електронска аукција. Системот не е способен таму да може да се учи тоа. Значи он исфрлува дека тој што е со најниската дека е победник, што би се најмилирано, знаат сите инвестори, сите министерства. Значи тоа е ЕСКО модел на јавно-приватно партнерство, кој се спроведува и е спроведен без проблеми со имплементирано. Може да поминете из општини вече шиново беше ќе носи камените, ако носи патос, само погледнете како се случува и тоа е навече направено. практично да заклучиме, значи ние да би добиле значи замена значи на постојните сите светилки за одреден период дефинирано, да речеме 3 до 6 месеци како така што да тоа. За промена. За промената. А зависи од обемот на работите и големината на општината. Значи добиваме заштита од 80% значи од моменталната значи електрична енергија што троши општината, од тие 80% значи сепак 1% би дошло како заштита повторно на општината, одредениот процент би бил значи ануитет кој што би се оплаќал на ЕСКО компанија. Така, благодарам. Благодарам. Други прашања до доколку Ви нема, благодариме за денеска доколку нема, Здравко, Бранимир, така ли беше, ви благодарам. И имавте експлицитна презентација, мислам дека убаво ни објаснивте. Колеги, да. Како што имам информација од градоначалникот, значи физибилити студијата ја има заверено во архива. Тоа е документ, пообемен документ во hard copy. Го немаат електронски, затоа не ни е пуштен. Ама има ли поубаво кога изворно ќе ги слушнеме работите тука, ние и да ги гледавме бројките, може би ќе инсистирав да знаат дека нема да дојдат од инвестицијската банка да ни презентираат. Па ќе инсистирав, нормално носиме одлука, а само гола одлука, никаде немаме физибилити студија, ама кога некој доаѓа да ни презентира, затоа не инсистира во материјалите да ја имаме како физибилити студија. А не беше ни проблем во hard copy, ако е документ поголем, да ни го даде. Повели Марија? Како кажавте, не беше проблем. Мислам дека веќе се обидувате да ги закриете и да ги оправдате овие аномалии, не успева. Едноставно, секоја чест на луѓето што дојдеше ни објаснија. Но дали требаше ние да поставиме прашање? Така? Што можеш да поставиш прашање од 15 минути објаснување? Така да, нешто што не е во ред, не е во ред. И колку сакате објаснување и hard copy било како да е, значи не е во ред. Има недостаток тука и тоа е тоа. И колку да сакате да го тоа не избалансирате и да го кажете како дека не е толку страшно, но мислам дека цело време се обидувате да ги покриете работите, но не е во ред. Мислам дека треба да поработите со администрацијата во однос на тоа. Без разлика дали сега моментално е физибилити студијата, секој совете по нешто.
Дали е за општинска администрација, дали е управен одбор, секој совет е по нешто. Така да недостаток на материјали е нетранспарентност. Тоа е нешто општо. Така, Роберт, ќе ти дадам збор. Марија, значи, верувај во мојата искреност и човечност. Ова го кажувам со искрени намери. И јас немам нешто што гледам да ставам под тепих или не би го споделила тука со вас. А вие на сите работи, на секој совет ни наоѓате нешто со резерва, се за да тука имаме конфронтации, да имаме недоразбирања и да испадне дека нешто, еве сакаме да прогураме. Физибилити студија. Значи не видов нешто неопходно да мора тој документ да го има секој од вас, кога имавме вакво убаво излагање и презентирање од стручњаци. Александар, ќе добиеш збор прво Роберт. Роберт, повели. Прво, потполно се согласуваме со вас. Значи, доколку е во интерес на општината, многу нормално дека ние ќе го поддржиме проектот. Реков и прескак, значи не бевме постапени. Друго, сето тоа што го зборат вашите советници, значи во интерес на тоа ја лековме насоката во површен правец. Значи јас добро го слушав, а сега и добив повратна информација. Значи ние треба да бидеме одговорни спрема луѓето и спрема државата која не избрала. Значи јасно и гласно, еве и сега добив. Министерството за економија уште нема добиено официјален правилник кој треба да го врати во енергетската во комисијата за енергетика во Виена за да биде усогласен со енергетските закони. Значи исто каже и господинот, а исто еве и сега. Нема објавено правилник на официјално како да биде. Значи се што ќе биде, дали студија, дали договор и се, мора да биде усогласено со закон. Правилникот Министерството за економија сигурно над сите правилникот што ќе го донесе ќе биде задолжително усогласување. Значи тие уште нема. Во тој правилник има многу ситници регулирани како во секоја област, дали во електриката, дали во комунална, во све, дали светлото може да стои на лева страна, на десна или било какви ситници. Ние таков правилник нашата држава, тоест Министерството за економија, нема изработен. Е сега, доколку ние изгласаме одим, а не се усогласи со правилникот, што ќе се случи после? Или да распишете тендер и добиете. Затоа што ова не е мала работа. Значи, ако кој ќе одговара? Значи, ја мислам дека многу е нормално прво да се чека правилникот, кој стои за да се усогласи со правилникот. А правилникот ние однапред знаеме како ќе биде правилник. А правилникот пак го донесува државата, тоест Министерството за економија. Значи, на недонесен правилник во кој јасно ќе бидат дефинирани сите ситници, ние донасуваме одлука. Не знам каква е логиката, сите граници се поминати. Завршите ли, Роберт? Првин, и ние сме легалисти и сакаме се да биде на легален начин. Немој да мислиш дека работиме против закони, прописи, правилници. Друго, и самиот стручњак кажа тука дека имаме практикуваат одредени општини ваква студија. Значи тоа и вчера, ајде биле во Босилово вчера, али практикува такво нешто општина Центар. Практикува Македонска каменица. Биле во Гевгелија, биле. Што мислиш дека тие ќе работат на нешто, ете так, накажано, а не она што е легално. И јас сум легалист и сакам да биде се по легален пат. И верувај дека човекот нема да ни објаснува нешто ако во тоа не ги прочитал законите и ако не е се во ред и не е легално. Ја очигледно, ја пак не се разбираме. Дали знаете вие што значи правилник, за кој е задолжителен? Јас пак не навлегувам дека практикуваат. 10 општини практикуваат, 60 не практикуваат. Значи, порете, ја не викам дека има некаква задни намери или некаква дека нешто сакаме ние да направиме. Значи, ја потполно се согласувам во тој дел. Значи, во интерес на сите, не дека има некои задни намери, некои скрини. Значи, разберете ме, воопшто не дебатирам на темата дека нешто се прави незаконски. Значи, јас не стојам на теза дека сега ние нешто ќе направиме незаконски. Ние свесно правиме нешто незаконски. Јас само сакам да стоим дали тие без разлика на која општина, значи мене не навлагам дали е општина Чешиново, дали све. Јас навлагам значи на официјален документ за кој ние постои држава, постои правна држава, во кој стои енергетската комисија како што кажа и сега се консултира, значи точно дава насоки од февруар, 6 месеци се до август. Нашето Министерство за економија да изготви правилник, кој правилник нормално ќе биде пратен кај нив на разгледување и тогаш ќе биде официјален документ и сите овие треба да бидат усогласени со него. Значи ние немаме
добиено уште изготвено официјален документ, правилник на кој начин ќе се регулира уличното следување во општините и сето тоа натака што да, во тој дел навлегувам. Не навлегувам друго ја дека имате вие задни намери, дека нешто сакате да направите со задни намери, дека ќе биде на штета на општината или нешто. Само во делот за кој што доколку нема правилник изработен, а некој согласува студија според непостоечки правилник, значи не може тоа да биде во ред. Нема начин како да биде во ред. Да, ама постои нешто, се постои нешто што го нагласувате, дали знаете вие што значи правилник. Очигледно дека знам. Повели, Рангело. Затоа ги помолиме луѓето да не дозволувате вакви точки да се ставаат значи без материјал, само со одбор. И сакам предходно колегата Величе кажа дека немало потреба да ги никакво физивилити студија. Јас само сакам да го потсетам и да го вратам за еден период кога во претходниот совет гласавме одлука општина Крива Паланка да уплати 5000 евра за овие милионски инвестиции, па од тоа немаше ништо и на крајот и самиот знае каква ситуација беше. Со такво едно многу убаво образложување, што се направи, каков рурален развој, какви инвестиции и на крајот остана само уплатата на општината. А сите советници едногласно ја гласат. А едно преубаво објаснување, една борд на директори од англиски компании, значи требаше само една одлука, да не бидеме ние против, ние тогаш подржавме едногласно донесовме одлука, дури колегата и народно се собираше и на крајот од тоа немаше ништо. Затоа треба да се има некој материјал да се поспита, не сме ние против вакво нешто, коректно е да има некој. Бојан, Белинче, повели, па ќе... Штима колега, е така ние дадовме како општина за тој проект. Меѓутоа, овдека нема пари општината, не улага. Значи, човекот кажа дека веќе некои општини се сменени светилки. И ни кажа, ако имате прилика, отидете од Лешево Чичино. Ние тука ништо не улагаме како општина. Ова е за поздравување. Што ако не даде физична студија? За вакво нешто треба да пропуштиме да дискутираме. Што влегува општината? Ништо не вложува. Тие си доаѓа се сменува. Правиш договор, менја. Светилки има заштета од 80%. Еден огромен капитален проект постанува на општината. Повели, Елена, питање. Почитувани председавач, почитувани градоначалник, колеги советници и останати присутни. Значи, јас му посакувам што поскоро оздравување на колегата советник и на сите останати добро здравје. Значи, сакам само да реплицирам на колегата советник дека ние немаме ништо против оваа физибилити студија и секако е за поздравување, но имаме против постапката. Односно, постапката на информирање не е во ред. И нема што повеќе да дискутираме. Следниот пат, за било што сакаме подетални информации и документи кои што ќе можеме да ги прочитаме и да се информираме за да бидеме подготвени за денешната за седницата. Благодарам. Так, Тања, повели. Благодарам. Вака, во овој дел кој што повеќе не интересира постапката и информирањето отколку самата студија, поради тоа што забелешката во тоа што немаме на доволно податоци и информации кои што можеме ние сами да прочитаме. Јас по првата точка можам да ви кажам дека и ние како советничка група истото го дискутиравме на нашата координација, но и на координацијата која што ја имавме во општина, каде што и Елена и вие бевте како представник. И таму ни беше укажано дека ќе имаме директна презентација од страна на компетентни лица кои што ќе можат точно да ни ја објаснат целата точка на која што ние можеме да поставуваме прашања. Луѓето беа тука, јас искрено секоја чест за нивното објаснување и нивното излагање. Останаа колку што ние баравме, значи него кратеа времето, нити пак не притиска за тоа колку треба да останат. Можевме сите да развиеме една дискусија, па и од нашите прашања да произлезат и други прашања. Така да можевме да ги употребиме луѓето, да ги искористиме нивното присуство и знаење за да добиеме повеќе информации овој совет, да го искористиме повеќе по таа тема, да дебатираме и на јавноста да биде појасно што ќе се случува и што се планира да се направи. Во однос на втората и третата точка, исто така нашата советничка група не се согласува, затоа
дека ние имаме само една одлука за давање на согласност за изработка на feasibility студија. И забелешката и од нашата страна до јавната администрација да не ни даваат само таква одлука, туку можат дополнително да додадат и некое известување за што точно станува збор, па ние да имаме во предвид, затоа што сите ние не сме членови на сите комисии, а сите советници треба да знаеме за што станува збор. За разлика од тоа, па можам како советничка група и јас како советник од мое име искрено да го пофалам материјалот кој што ни е даден во делот на буџетот и буџетирањето околу намената, ребалансот на буџетот, значи таму дадено комплет податоци, дадена намена, извадено точно по сите проекти кои што се планира каде да се инвестира и мислам дека ако зборуваме за материјалот кој што ни е доставен, мислам дека дел од општината треба да го следи примерот на финансии и доставувањето на материјалите за советот. Толку би имала во овој дел. Благодарам. Благодарам. Повели Марија. Како се надрсала на колешката советничка, значи дека е тоа за похвалба, да, за похвалба е во овој момент со штурост на информации. Така треба да се сите точки уствари. Значи тоа е нешто едно општо правило, така да сега кога се е ненормално, па нормалното не е за похвалба. Така ни доаѓа тоа. Секоја чест во однос на информации, во однос на буџетот, секогаш сме имале, тоа е за дали до раководителот, дали до општинската администрација, не знам, но секогаш имало материјали, така да во однос на ЕВС да не дискутираме за втората, за третата точка и така натаму, значи истата работа како и забрават. Само една реплика. Значи не е се ненормално, па нормалното ни е добро. Мислам дека ова е динамична материја, работиме со материјали, работиме постојано со различни области, така да јавно, фер и транспарентно е да го пофалиме тоа што навистина вреди и тоа што заслужува, а таму каде што во тек на работата се создале одредени аномали кои што не се злонамерни, мислам дека можеме да ги спомнеме и да ги замолиме службите да ни дадат малку повеќе информации околу тоа. Инаку, јас искрено се надевам дека секој од нас како советник може да влезе во општината и да побара информации, никој не би не вратил назад или да не ни даде информација, но сепак и моја забелешка е по втората и третата точка, барем идејата која што се планирала, можела да биде во делот на информацијата. Благодарам. Една работа да ви кажам, значи пред 7 дена имавме координација. Вие ги имате од пред 7 дена материјалите, кога сте ги виделе и гледате дека нема физибилити студија, а толку сте заинтересирани и сакате. Кој ви пречеше во комуникацијата? Не мора да доаѓате во општина. Сите имаме мейл, Билјана ни праќа на мейл. Контактирајте, прашајте, па ако таа ве одбие и не добиете материјали, тогаш можеме да дискутираме. Ама ја искрено мислев дека нема потреба затоа што ќе имаме директна изворна презентација од компетентни луѓе. А секој од вас можел, па и телефон имаме од неа, јавете се. Мене ми требаат материјали. А ако општинската администрација не ни го овозможи материјалот, не ни го даде, тогаш можеме да губиме и 2 сата, и 5, и 10 време и да зборуваме. Ама вака, кажете ми, кој еден од вас ја побара физибилити студијата? Ја побара ли некој? Еве, ја имаме во општината. Дали некој рече, па добро, ако е во хард копи, ископирајте ми ја и колку страни сака, нека биде, сакам да ја видам. Никој не побара. Повели Марија. Така може да не добија да се зборуваме со оглед на времето или да може подобро да биде да се скрати точката. Упорно тврдите нешто и пак, значи пак ви реков, вашата добра намера може да се злоупотреби. Не како човек, туку како председател и како се. Значи нема ние зошто да побараме. Нивна должност е да достава. Нивна должност е да достава. И тоа е точка, значи нема тука што веќе дискусија. Да побараме сега на секоја точка, па ќе се јавуваме, па на еден на друг ќе бараме. Совет се знае дека има материјали една седмица понапред, сите материјали треба да се достави на сите советници. Не се согласувам и со тоа што некој претходно излагано дека се разгледуваат на комисии. Често тие комисии се случуваат на 2 часа пред советот, што пак нема потоа да може да се искоординира другите советници со советничката група.
Така да материјали треба да се има и тоа нема тука дискусија за тоа. Ние проблемот кај вас ние тука и нас дека ние нешто дискутираме. Треба да што се не треба. надминеме и човечноста да постои кај секога. Секога суетноста да испрлиме сите и достоинството нема да ни биде намалено или зголемено ако се јавам на Билјана или на било кој од службите да ми достават нешто за што сум заинтересирана. До недоглед. Роберт повели 100 пати дадовме збор, доктор Видов. Уште едно прашање што мисли на колегата позади, пошто цело време насоката се зборуваше дека ќе биде се е бесплатно. Јас претпоставувам дека тука се работи за парите граѓаните што ги плаќаме уличното осветлување кои одат на сметката на општината, дека подоцна ќе одат во компанијата, затоа што не е бесплатно. Значи дали и после тоа затоа ја барав и студијата. Како ќе иде доколку загубите се намалат и све, дали граѓаните ќе плаќаат помалку улично осветлување? И така натака, да не навлегувам, бидејќи цитирам повеќе од колегите советници, како сме можеле да гласаме бидејќи се било бесплатно, да се разбереме. Секое наше куќе, односно секое наше семејство плаќа улично осветлување. Тоа улично осветлување што го плаќаат на сметките на евна завршува во општината. Тоа се пак пари на граѓаните, тоа не е бесплатно. Тоа само сакам да го објаснам. Ама имено сите сме советници, го знаеме тоа. Не, па точно беше кажано дека се е бесплатно што бараме, значи не е бесплатно, пак се работи за пари. Затоа реплицирав, тоа што ми се обраќате дека сме советници, требаше претходно да се обратите дека го знаеме, дека не е бесплатно, за да немаше да дојде до моето прашање. Доколку така кажавте преска, јас немаше да прашам. Ако се фаќаме за збор, дали бесплатно, значи нешто екстра и плюс што би дала општината, во таа смисла беше разговорот. Повели докторе, баравте збор. Значи, мислам дека повторно треба да се ориентираме по полносно оваа точка. Она што го слушнав на предлагањето на присутните, значи представници, она што ние како општина значи ќе го добиеме, мислам тука значи беше добро објаснето, значи нема дилеми. Но како што гледам дискусијата значи оди во насока на тоа, што ние како општина значи односно значи ќе имаме влог значи во целата работа, значи во целата значи инвестиција. Колку што ја разбрав и ми го објасни значи представникот, меѓутоа е значи уште еднаш што го споменавте може и од нормално значи од градоначалникот и од службите значи кои што се присутни, значи да, значи тоа што ќе ги интересира и граѓаните значи колку нас како општина би не коштало се тоа, доколку нели значи има можување значи самата општина, но колку што разбравме значи општината значи нема да има значи можување, тоа ќе биде значи од заштедата на веќе постојаната значи инвестиција, односно електрична енергија која што плаќа значи општината. Меѓутоа значи како кажа и советникот доколку да речеме од тие 80% заштеда компанијата понуди значи ануитетот да биде 30% значи ќе остане како заштеда на општината. Дали тоа би значило значи заштеда за самата општина, тие средства да бидат пренаменети значи во некоја друга инвестиција или тоа би можело да речем да биде заштеда значи на секој домаќинство, односно значи тие 40% значи назначат намалување значи на сметките кои што граѓаните значи ги плаќаат значи за ова улично осветлување. Велинче, да одговори градоначалникот. Има прашање како се Ајде, ако велете, ако имаш прашање, ќе одговори градоначалникот. Мене е бесплатно, значи промените на светилките се бесплатни. Компанијата, општината не ги плаќа. Нормално граѓаните пак ќе си плаќат електрична енергија. Во оваа ситуација имаме квалитетно осветлување. И после 7 години кога ќе бидат отплатени, тие средства за сега граѓаните што плаќале, ќе плаќат, меѓутоа средствата општината ги дава на евана. Тогаш место да дадеме, зборим, карикирам, нели 400-500 ќе дадеме 100 тие другите пари ќе ни останат за други проекти. И тоа е целта. Ние сега промената на светилките општината не дава, не улага пари. А после 7 години ќе останат токму средствата што ќе тебе граѓаните нормално си ќе платат осветлувањето. Али парите кога даваме сега 300-400 тогаш ќе даваме 100.000 после 7 години и тогаш ќе имаме повеќе пари во буџетот.
на општината. Градоначалник. А Роберт, во недоглед Не, одговор. само зборам Ама корекција. во недоглед, значи ја ви дадов право Дали, и дали внимавате што зборува? Парите што општината за уличното ги дава на Евана. Само корекција. Не знам право да дебатирам, не можам да дебатирам. Како да кажа, знаеме дека плаќаме сметки, сметките одат од Евана на сметката, само да појаснам, одат на општината. Човекот дебатира цело време, општината ги плаќа сметките за улично на Евана. повелете Слушат градоначалник. граѓаните, трагично смешно. Така е, е. Велинче, ве молам. Ставам пресед на сето на што беше кажано и нема се пуштам после тоа во дискусија, затоа што очигледно не само поднос на овој проект и оваа идеја, него кога се носи и програмите за локална инфраструктура, сите не развојни програми поднос на интерес на граѓаните, од едни исти луѓе се врзувавме за дискусии кои што водеа во друга насока за да го скренат она што е тежиште или акцент на самата точка. Хајде да престанеме да поентираме пред јавноста на ситни работи, затоа што јавноста гледа што се гради и како се гради во Крива Паланка во овие 2 изминати години и тоа е благодарение на идејата, визијата за некој што го има и што го прави во изминатите периоди ќе го прави и понатака. Вие може колку сакате да дискутирате што рекол советникот Велинче, што рекол некој друг од советниците. Да. Па да, ги прибира тие средства општината и ги инвестира во улично осветлување. Ама згора на тоа и плаќа сметки кои нема. Што е тука трагично? Да. И јас и вие и сите ние плаќаме, и дел од таа такса се враќа во општината, ама дел од таа такса во општината преку сметките и преку финансии, затоа што само ние знаеме, мислам дека има околу 35 броила за улично осветлување секој месец кога не плаќаме сметки. И тајна е тоа, трагично е нешто. Што има тука дилема? Браво сум, браво. Така е. Во право сум. И сега, кога имаме еден ваков добар документ, не ви дадов збор. во еден ваков документ во кој што добиваме ново, модерно, современо, унифицирано осветлување со енергетска ефикасност која што се применува секаде во светот. Ние тука спориме и дебатираме за некакви работи што мислам за мене се многу споредни и ја вртат темата или на тежиштето на самата одлука на точка да намерно тоа. Еве, ќе имате таа студија, јас ви гарантирам, пред наредната седмица кога ќе се носи и одлука за отпочнување на јавното пријатно партнерство. Ќе имате студијата и да видам до тогаш ја спремете се со сите ваши експерти, со сите ваши познавачи и дајте ги сите најдобронамерни сугестии за општината, наместо 80% заштеда, има 90% заштеда, ама тоа да ми го покажете со факти, со аргументи, некој кој што ќе дојде и на седмицата ќе го образложи дека ова што вие го денеска гласате не е издржано. Па луѓето се тука со име, со презиме, со интегритет. Знаете која е Европска инвестициона банка? Би дошол некој се вајде во 8 тука да разговара пред вас да дебатира за работи, да представува институција која што се вика Европска инвестициона банка, за да се убедуваме ние тука на политички план дали треба да носиме некаква одлука или не. Пак ќе кажам. Значи, за нешто што е добро за општината и кое што треба да го поддржиме на популистички начин пред граѓаните се создава слика дека општината нешто прави, ама ние не знаеме што прави. Не. Граѓаните видоа и гледаат што се прави во општината во овие 2 изминати години, тоа со истите пари кои што ги имаше како претходно и немаше, ама само со многотрпна работа, упорна и посветена, со визија и крајна цел што треба да се случи после година 2 или 3, правиме стратегија. Ова не е прва стратегија. Еве сега во моментот правиме стратегија за развој на културата, стратегија за социјална заштита и социјална карта. И на тоа ќе најде замерка. Кој спречи да се вклучите во едно од било од дебатите кои што претходно биле водени и сега помени го и се обраќа лично и на тоа ќе најдеш замер. Како што го поменавте, мене го поменете. Ќе замолам да не е прекинувате. Затоа што вие го упативте. Што е сега? Сакате ли што поентирате ли со ова што паѓате во збор на градоначалникот? Па вие му се обративте, вие го прозвавте, вие му поставивте прашање и нормално е тој да ви одговори и ќе зборува, нема да го опоменам. Да замениш 2400 светилки кои што во моментот како средства ние ги немаме, да ги купиме како општина затоа што сме сиромашни. И да некој тоа го донесе како инвестиција, како капитал, без ниту денар дополнителни средства се платат од джебот на граѓаните, како вие што сакате да поентирате и да кажете дека е така. Не е точно.
таксата која што утврдена ќе биде и ќе остане затоа што тие средства кои што утре или после 6 или 7 години ќе останат се средства кои што повторно преку различни програми на општината ќе бидат реинвестирани во делот на инфраструктурата, дали за улично осветлување или за други нови, модерни, софистицирани модели кои што се користат секаде во светот. И тука ќе завршам, значи никој нема да биде оштетен, а туку она што е тековна постапка или работа денеска, ќе продолжи да се практикува и после спроведувањето на самиот модел, а ние само ќе имаме инвестиција од неколку милиони евра, кои што ќе се следат за неколку месеци во Крија Паланка и ќе имаме ново, модерно, современо, унифицирано осветлување, кое што ќе ги задоволува сите потреби, не само на главната, туку и на сите останати споредни улици. И тука ќе нема да реплицирам на никого и предлагам да не ја шириме самата дискусија, затоа што води во недоглед, да се стави предлогот дали да се гласува стратегија или да не се гласа и тука да прекратиме со сите дискусии. Така и ќе биде, благодарам градоначалник. И ќе ве молам, немојте да упаѓате во збор едни на други, да прекинувате. На сите ви давам збор. Никој до сега кренал рака да не добил збор, немало такво нешто. И ве молам во иднина почитувајте го Советот како институција и дигнитетот на Советот. Првата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против, физибилити студијата е усвоена. Втора точка. Предлог одлука за давање согласност за изработка на физибилити студија за ЈПП за деловно административен објект касарна пожарна. Кој ќе даде? Да, поведете градоначалник. Благодарам, председателке. Ќе земам збор и по втората и по третата точка, затоа што се некако слични како проблематика, а пак е во насока на тоа визионерски на некаков начин да се гради политиката и стратегијата на развој на општина Крија Паланка. Имено, втората точка тоа е што е одлука за отпочнување на јавно-приватно партнерство на деловно административен објект, касарна пожарна. Намерно така беше ставен називот на самиот проект, е се со цел да заштитиме дел од објектите кои што ги имаме на територијата на општина Крија Паланка, да инвестираме во нив и да ги одржиме во живот, затоа што, како што и самите гледате, она што ни се случува со објектот на поранешното јавно обвинителство, она што се случува со поранешната касарна уште од времето на ЈНА, или ред други караули кои што ги имаме во близината се во Министерството за одбрана, во моментот како собственост, општината во изминатиот период преку своите служби водеше и се уште води постапка за добивање на имотен лист со кој што ние ќе се стекнеме со правото да аплицираме на проекти за тие објекти. Еден таков веќе се случи. Зградата на основното јавно обвинителство која што беше и се наоѓа во централното градско подрачје, која што од завод на времето веќе се распаѓа и кровната конструкција и самата фасада, веќе по најскоро време ќе почне со реновирање на првиот кат и со изградба на она европска куќа која што ќе чини некаде околу 100-150.000 евра, што ќе биде донација и ќе биде на капче за млади луѓе и сите останати кои што ќе може да се собираат, да се дружат и да организираат мини-културни настани. Ова што го правиме сега, со носењето на вакви одлуки, затоа што ова е се уште на ниво на идеја и тука немаме материјал и да сакавме нешто да спремиме, она ќе беше описно, нешто кажано вака наративно, затоа што немаме конкретно материјал, од тука ја почнуваме поставката, ова е точката која што може би после година и две ќе доживее резултат. Што е идејата? Објектите во касарна до пред 2 месеци не беа собственост на општината. На времето таму некој имаше идеја да отвори факултет, односно да формира факултети кои што за жал не профункционираат. Како такви тие објекти беа дадени на користење на Министерството за образование и наука, односно на УКИМ, од кај што ние како општина прво излобиравме да исти бидат вратени назад на Министерство на одбрана, па со постапки барање со посебен меморандум. Објектите од Министерство на одбрана со одлука на седница на влада беа префрлени на општина Крија Паланка
И со тоа сега значи ни преостанува уште еден објект кој што се наоѓа на имотен лист на МВР, да ги преземеме и главниот, но и сите споредни објекти кои што се наоѓаат на клубот на касарната, а верувајте, ги има над 20-тина со сите придружни простори, ангари, помошни магазински простор, паркинг простор, игралишта и сите оние објекти кои што веќе своевремено биле на таа локација и ги ставиме во некаква функција. Реновирањето на тие објекти и одржувањето на тој простор во живот, па се наоѓа, да не кажам, во централното градско подрачје, затоа што само неколку минути со моторно возило се стига до нив и се наоѓаат во непосредна близина на зарастениот дом. И идејата која што имаме е следна. Со отпочнување на постапка за јавно-приватно партнерство и со распишување на јавен повик, изработка на студија, ние сакаме објектот во кој што сега во моментот е сместена територијалната противпожарна единица. И само знаеме со какви се проблеми се соочуваат заради паркирање на нивните моторни возила, при излегување на интервенции со тесното грло, бидејќи се наоѓа домот на културата и сите останати институции во непосредна близина, со паркирањето несовесно на определени возачи во непосредната близина или во нивниот круг. А сето тоа некогаш може да чини огромна штета, финанси или човечки животи. И со сето она што го имаме како институција, јавно комунално предпријатие, Министерство за внатрешни работи, сакаме да направиме студија во која што еден приватен партнер ќе влезе со сопствена инвестиција и ќе ги реновира објектите сегашна територијално противпожарна единица и големиот објект во касар. Објектот кој што ќе биде реновиран во кругот на касарната, оној големиот на неколку ката, е погоден за административен објект и од тие причини ќе бараме во таа студија истиот да биде адаптиран во простор во кој што ќе ги дискусираме и ќе ги групираме како служби. МВР, територијалната противпожарна единица, израстениот дом кој што се наоѓа во непосредна близина и потеркот на сите модерни и современи општини во светот, служби кои што функционираат со еден повикувачки број, а за возврат на тоа приватниот партнер во исто време да инвестира во реновирање на објектот на сегашната територијална противпожарна единица, затоа што тоа е имот и собственост на општината и кој што од завод на времето е веќе во дотрајана состава. Дали со кровна конструкција, фасада, која што не е енергетски ефикасна и така натаму. Фактички, во моментот, со самата студија, документот кој што ќе биде изработен, ќе се добијат параметри со кои што ќе видиме колку ќе биде влогот за реновирање на објектот на Стара касарна, колку ќе биде влогот за реновирање на објектот на територијалната противпожарна единица и со самото тоа приватниот партнер ќе превземе обврската да ги доведе во добра состава и двата објекти со можност да општината не вложува никакви средства, го отстапи делот за на старата територијална противпожарна единица, односно сегашниот простор, на стопанисување на определен број на години, а за возврат на тоа да ние добиеме опремени простори и функционални простори во кои што ќе ги дискусираме сите служби со нивните возни паркови. И од територијалната противпожарна единица и од комуналец, но и од МВР. Целта е таа, значи, општината не би имала некакви дополнителни трошоци. Формално во тие студии е некакво учество на општината по однос на делот за комунали или оно што ќе го направи како оставка, ама тоа пак го диктира бројот на години колку е со кој што ќе се стопанисува со оној простор кој што ќе биде отстапен во делот на просториите на територијалната противпожарна единица. Тоа е по однос на втората точка. По однос на третата точка, бидејќи во моментот интензивно течат градежните активности за изградба на градскиот парк и плоштад, динамиката според на темпо кој што е потпишано со договорот е некаде крајот на ноември-декември, ако евентуално од страна на изведувачот и од надзорниот орган немаме некакво барање за пролонгирање. На локацијата кај што останаа сегашните продавници, почнувајќи од мостот кон градскиот парк, неколку објекти кои што ги имаме во моментот функционални, ќе направиме исто студија за јавно-приватно партнерство, затоа што тука и Маја и може да го потврди тоа, според урбанистички план имаме маркица за 5+7.
Што е идејата? Тие објекти кои што се на таа локација и кои што сметаме дека нема се вклопат во урбаниот изглед на градот, со сето она што ќе биде нов модерен современ градски парк и площад, истите бидат отстранети, приватниот партнер инвестира по двата ката, она што ќе го добие како простор, првиот кат со определена површина, секаде од прилика е процентот 49 на 51, но пак ќе кажам тоа ќе го покаже како резултат студијата и ќе зависи од тоа колку ќе биде инвестицијата. 51% од просторот ќе го добие како собственост приватниот партнер, 49% ќе добие општината, со пак некаков услов дека ќе биде ослободен од комунали или слично и ќе имаме нова, модерна и современа зграда или објект кој што ќе го надополнува целокупниот простор на кој што во моментот интензивно се работи и со тоа сакаме да го заокружиме просторот во централното градско подрачје. Тоа е целта на студијата за јавно-приватно партнерство МОСТ. Ако имате некакви прашања, поведете. Благодарам, градоначелник. Колеги, по втората точка за изработка на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за деловна административен објект, касарна, пожарна, дали имате прашања? Доколку немате, втората точка е ставам на гласање, кој е за, против, воздржани. Констатирам со 12 гласа за и 6 против, втората точка е усвоена. Трета точка. Предлог одлука за давање согласност за изработка на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за деловен објект МОСТ. Отварам дискусија. Бидејќи никој не се јавува за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против, точката е усвоена. Четврта точка, предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Крива Паланка за 2020 година. Ќе ве молам комисијата се состана. Да, комисијата се состана и со 2 гласа за и 1 воздржан ја усвои точка. Има ли потреба од некоја дополнително објаснување? Отварам дискусија, дали некој бара збор? Да, поведете го. Благодарам, председателка. Во однос на тоа зашто го правиме овој ребаланс. Имено во изминатиот период општината поднесе поголем број на апликации во различни институции. Бидејќи дел од оние апликации кои што беа поднесени немавме одговор дали ќе бидат прифатени или не. Во меѓувреме стаса информации за неколку проекти кои што се одобрени и истите не се инкорпорирани во постоечкиот дел од буџетот. За таа цел мораме да извршиме проширување на буџетот и мислам дека тука е ракеталката на одделението за финансиски прашања, ако грешно ќе ме коригира. Имаме некаде зголемување од 8 милиони денари, со кои што 8 милиони денари ние го прошируваме 4 милиона и 800. 4 милиони и 800, да, извинете. Со кои што ние го прошируваме буџетот и тоа за 3 крупни проекти. Имено, првиот е добиен преку Бирото за регионален развој и тоа е за изградба на секундарна мрежа, водоводна мрежа во село Лут. Вториот е за изградба на канализациона мрежа, е добиен преку програмата за рурални подрачја, за изградба на канализациона мрежа во населба Низовски ливади, во село Градец. И третиот е исто така за изградба на канализациона мрежа во населба Крстата падина, е преку програмата за специфични и неразвиени подрачја. Во таа насока буџетот треба да биде проширен за овие средства и имаме едно мало скратување, тоа е по налог на финансии, скратување по однос на ДДВ од некои 40.000 денари, кои што средства ни се намалуваат, затоа што таква е политиката во моментот на Министерството за финансии. Ако имате некакви дополнителни прашања, поведете. Благодарам. Градоначалникот даде објаснување зошто правиме измена и всушност и по петата точка. По четвртата точка, дали имате некое прашање?
Бидејќи нема, истото ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против, точката е усвоена. Пета точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Крива Паланка за 2020 година. Има ли потреба од некое друго дополнително објаснување? Тука е раководителката. Отварам дискусија. Ќе се произнесеш? Ја мислам дека се произнесе за двете и тие Не, јас по првата точка, по втората веќе по петата точка веќе даде објаснување градоначалникот и на комисија и усвоивме со 2 гласа за и 1 против. Бидејќи нема пријавени за дискусија, петата точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против, точката е усвоена. Шеста точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект изградба на канализациона мрежа за отпадни води во населба Крстата Падина во село Градец во општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. Бидејќи нема пријавени, точката е Тања. Комисијата ја усвои точката со 3 гласа за. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. Седма точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект изградба на канализациона мрежа за отпадни води во населба Мизловски ливади во село Градец, општина Крива Паланка. Отварам дискусија. Истата со 3 гласа за беше усвоена на комисијата за буџет и финансирање. Седмата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. Осма точка. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за утврдување на месечен надоместок на членовите на Комисијата за урбанизам при општина Крива Паланка број 09-533/63 од 25.2.2019 година. Барате ли објаснување? Да. Не, победни. Почитувани председателки, почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани колеги, установници и добро. Ова одлука се става вон сила, бидејќи истата треба да се согласи согласно новиот закон за урбанистичко планирање кој што стапи на сила на 16.6.2020 година и каде што во член 38 став 5 градоначалникот е тој кој што ја формира комисијата за урбанизам и го утврдува надоместокот на истата. Тука со овој надоместок, освен што се опфатени надворешните членови, ќе бидат опфатени и внатрешните членови на комисијата. Благодарам, раководителка. Отварам дискусија. Повели Марија. Почнем да попадам единствена некоја точка толку брзо од 16.6 до 29.6 веднаш одлуката. Чисто за похвалба сте. Сега толку баш брзо сте или ја. Марија, нема потреба од иронија, затоа што само ја усогласуваат и почитуваат закони, како што е препишано со законите. Ништо друго. Има ли некој друг да барам спор? Повели, Рамил. Сакам само уште мало објаснување, значи во врска со законот, може ли кога ќе биде точката пак и ќе доаѓа на совет или само градоначалникот ќе си ја... Сега само градоначалникот. Значи нема совет веќе да го беше и предходно беше тоа насигурирано и затоа бевме против сега. Значи сега испадаме во право. Друг некој дали бара збор? Бидејќи не барате збор, осмата точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за
Против и воздржани нема. Точката е усвоена. Девета точка, предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1465 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Рекордителка, можете во сенката кога ќе има потреба или не е проблем? Отварам дискусија. Точката ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 10 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1058 и дел од КП број 6545 во КО Конопница, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Отварам дискусија. Точката е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Јас мислам 17, Бојан не гласаше. За глас. Така не? И за. Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 11 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2674 во КО Мождивник, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. 11 точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 12 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 380/7 и дел од КП број 666 во КО Дренје, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Отварам дискусија. Нема пријавени за збор. 12 точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 13 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 4382/4 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. 13 точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 14 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 320/7 во КО Кошари, општина Крива Паланка. Отварам дискусија. Дали некој бара збор? 14 точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 15 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 623 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Отварам дискусија. 15 точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 16 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1361 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Објаснување? Отварам дискусија. Дали некој бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, точката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 17 точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2900 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. Нема пријавени за збор. 17 точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам
со 18 гласа за, точката е усвоена. 18 точка. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 4603 во Катастарска општина Крива Паланка, општина Крива Паланка, број 09, цртичка 1485/21 од 30.5.2016 година. Дали има потреба од објаснување? Да, бидејќи се става вон сила. Да. Ако одлука се става вон сила, биде донесена согласно член 2 алинеја 6 од закон од правилникот за вступување на бесправно изградени објекти, во кој што стои дека објектите кои што зафаќаат дел од локална улица ќе се вклопат во урбанистичко-планската документација со тоа што ќе се измени местоположбата на улицата, а не е постапено по измените во правилникот во која што се брише алинеја 6. Овие објекти се легализираат по член 12, односно не се вклопуваат во урбанистичко-планската документација. Ние ги легализираме, но не ги вклопуваме, бидејќи утре може да дојде до реализација на улица. Отварам дискусија. Доколку нема 18-та точка, ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. 19 точка. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 767/15 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка, број 09/764/69 од 6.3.2020 година. Објаснување? Ваква одлука која што е донесена во трети месец е направена техничка грешка, место B1 мали комерцијални деловни намени треба да стои B2 големи трговски центри, бидејќи таа намена е дефинирана во генералниот урбанистички план, додека во деталниот урбанистички план е намена B1. Значи, ние треба да се согласиме согласно намената во генералниот урбанистички. Не ви слушам ништо. Марија, погласно. Како? За која парцела? За парцела број 767/15 тие се горе кај автобуската. Новата автобуска станица Бекијарска да. Повелете, дали има други да барат збор? Доколку нема, 19-та точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за, 5 против и 1 воздржан, точката е усвоена. 20 точка. Предлог одлука за прифаќање на барање на ООУ Јоаким Крчевски Крива Паланка за асфалтирање на игралиште за училишната зграда Партизан. Значи, него повикав директорот, барањето е самото игралиште, асфалтот попуштил на некои места, има блатини и смета дека нормално при самото играње на деца може да се повредат. Отварам дискусија, дали некој бара збор за однос на барање. Добро, истото го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, барањето е прифатено. И последната, 21 точка е предлог одлука за давање согласност на одлуката број 02/101/3 од 17.6.2020 година на управниот одбор на ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Да. Повелете, директорка. Почитувана председавач на совет, почитуван градоначалник, почитувани советници и останати присутни тука. Добар ден на сите. Најпрвим би посакала и јас побрзо оздравување на вашиот
колега советник Игор, а исто така многу здраве и на сите вас. Одлуката што ја донесе управниот одбор од мојата институција е во интерес на родителите кои фактички се ни потребни заедно со децата кои престојуваат кај нас. Со оваа одлука сметаме дека ќе направиме едно големо олеснување, затоа што во нашиот правилник одлуката дека дечињата кои не престојуваат во градинка, дали се тоа отсуства по желба на родителот или по причини дека детето има здравствени и мора да отсуствува, родителот е должен да плаќа 33% од вкупниот износ. Ке кажам, од прилика, од 1500 денари, родителот е должен 520 денари да плати месечно, ни еден ден ако детето не оди во градинка. Зборувам, ако оди, дали тоа е 5 дена или се другиот начин на пресметување се пресметува по денови. Зборувам само за оние денови што не одат деца. Така да ние, не сакајќи од оваа ситуација во која се најдовме, значи децата не се присутни во градинката и за да ги олесниме, нели, и за да помогнеме на родителите во оваа ситуација, ние одлучивме да се откажеме од тој режиски трошок. Навистина за нас ќе биде можда и малку поголем финансиски проблем, но верувам дека ќе го надминеме тоа и дека нема да се соочиме со поголеми проблеми. Откажувањето на финансискиот режиски трошок ќе биде за месеците април, мај, јуни и не знаеме до кога. Дали ќе биде плаќањето наше од 1 август, 1 септември или 15, значи до плаќањето на децата враќањето во градинка. Што значи? Тие деца што се водат во електронски дневник, значи, ако почнуваме, зборувам на памет, карикирам, 1 август, родителот кој ќе го нема да го донесе детето од 1 август, ќе го донесе од 1 септември. Значи нема да важи ослободувањето. Тој месец почнува да се ги плаќа режиските трошкови, онака како што се предвидени и во нашите одлуки во установи. Благодарам, директорка. Повелете, дали имате прашања? Благодарам, директорка. Доколку нема, 21-та точка ја ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за. Точката е усвоена. Со ова, колеги, исцрпен дневниот ред и ја затварам 39-та седница на Советот на општината. Ви благодарам за присуство.